Почитувано. На крајот на мандатот на Борчо Јовчевски, најслабиот градоначалник во историјата на Прилеп, за негов наследник ВМРО ДПМНЕ го нуди Дејан Продановски, најлошиот председател на Совет кој Прилеп било кога го имал. 3 години Продановски беше прв човек на Општинскиот совет, период во кој општината го доживеа најголемото пропаѓање, а жителите на градот и населените места најголемото осиромашување. Прилепчани добро паметат како Продановски и Јовчевски ги празнеа џебовите на граѓаните, директно удирајќи врз нивниот и онака скромен семеен буџет. Да подсетиме, со дозвола на владеачкото мнозинство, предводено од ДПМНЕ и тогашниот председател на Совет, Дејан Продановски, во Прилеп поскапеа данокот на имот, водата, комуналните услуги, паркингот и градскиот превоз. И покрај зголемените цени, сите општински јавни предпријатија, управувани од партиски директори директно поставени од Продановски, влегове во категоријата за губари, со вкупен долг од близу 2 милиони евра. Тандемот Продановски-Јовчевски не успеа да реализира ниту едно изборно ветување. Нивната неспособност да ја менаџираат општината резултираше со раскопани улици, град потонат во темница, узурпирани јавни површини, дивоградби на секој чекор, глутници кучиња, скитници за секој агол. Ова е вистинското лице на Дејан Продановски, човекот кого не го сакаат ниту во неговата партија, а кого Христијан Мицкоски го нуди во замена на Борчо Јовчевски. Очигледно дека на ДПМНЕ му се поважни внатре партиските математики отколку интересот на граѓаните и развојот на Прилеп. Меѓутоа, после 4-годишната агонија во режија на Јовчевски и ДПМНЕ, прилепчани нема да дозволат ново тонење на градот. Благодарам.